Македонски медиа сервис. mms.mk. Градоначалник, близко сме тука до градскиот парк. Прво прашање ќе ви го поставам колку често имате слободно време да прошетате во кругот на своите најблиски, да поминете едно квалитетно време во паркот. Ако мислите на кругот на соработниците, знаеме, затоа што некогаш и свесно организираме некои настани или пресконференции внатре во паркот. Ако мислите на делот од приватниот живот, за жал многу тешко или многу невозможно, имајќи во предвид каков е ангажманот кој што моментално го работам и времето кое што се посветува на градоначалничката функција, остава многу малку простор за приватност. Како ви почнува еден работен ден? Првото утринско кафе го пиете дома или го пиете со вашите соработници? И доаѓате најчесто со велосипед или електричен тротинет или... Секако комбинирано. Првото кафе секогаш традиционално си го пијам дома, зашто тоа ми е единствен мирен период во денот. И да речам тие неколку часа, сат или два, едноставно љубоморно ги чувам за себе, за семејството и навистина само тогаш може и да се изразговара по дома и да се напие човек кафе рад и тој е мирен период кога се уште ни телефоните не се уиграт толку интензивно и потоа доаѓам тука, зависи. Ако започнува денот со протокол, тогаш со шофер, ако не започнам со протокол, знам да дојам сам со своето возило, знам да дојам со точак, знам да дојам со тротинет, тоа е различен начин на функционирање, пак велам многу зависи од тоа какви се ангажманите кои што следат во денот потоа. Кога возите велосипед, наидувате на препреки до работното место додека дојдете? Па не, од две причини. Прво, Тафталиџе до тука е релативно добра инфраструктурата. Второ е што сериозно многу во изминативе 3 години ја развивме велосипедската инфраструктура и Скопје е град со над 100 километри велосипедски патеки сега, вклучувајќи и конектори кои што недостасуваат, да ги спојат, не знам, Теодосија Гологанов со Партизанска со Илинденска, тоа веќе го имаме, што порано го немаше. И драго ми е што, не знам, во регионите, во градовите во регионот, Скопје полека го представуваат како добар пример за Белоград, што е нешто што мислам дека е окей, ама и се приметува по бројот на граѓаните што ги користат тие велосипедски патеки. Не е совршено, да не бидам лошо разбран, меѓутоа сериозно сме напреднати. А и тоа е тековна проблематика, секаде може да се појави на определен дел од велосипедска патека определена аномалија, таа ја санирате. Јас секогаш велам, не сум идеалиста, не мислам дека се треба биде идеално, меѓутоа многу е битно какви се трендовите. Вие може да имате аномалија, меѓутоа не е тренд дека имате аномалија, напротив дека се развива. Аномалијата се отстранува, тоа е дел од теконото работење на градот. Која беше улицата на која израснавте и како е да се живее во едно поинакво Скопје од ова денешното? Па не може да се компарираат, различни се времињата. Времето е категорија што сама по себе поминува и како изминува, така те сменува, не приметуваш. Извинете, само што ќе ве прекинам, често знаете и на град Скопје страната да споделите и видеа од старо Скопје, пешачка зона во Скопје. Носталгични сте можеби по тоа Скопје и за тоа и прашање? Не, само кажувам, идејата на тие споделување е да се каже дека градов традиционално имал определен вид на проблеми, кои што сега се обидуваме да ги надминеме. Неспоредливо е времето во кое што јас растев со времето во кое што сега живееме. Ако вие, која ја имав 10 години на било кој тогашен скопјанец му кажавте дека ќе шета по улици, ќе збори на мобилен или ќе си интернет како категорија не постоеше како израз. Што сакам да кажам колку е различно и е сменето. Јас израснав во Бутел. Улицата се викаше Петар Манџуков, сега живеам во Тафталиџе, улицата сега повторно се вика Мексичка.
И да речам, не можете да го споредите Скопје со тогаш и сега. Ама времињата се многу различни. А времињата не менуваат и нас луѓето, кој што реков. Умилени места тогаш и сега? Тогаш беше, Чаршија беше главно место у Скопје. Кога бев ја адолесцент, зборувам за некаде крајот на 80-тите, старата Скопска Чаршија беше нај место посетено. Сега не знам, 20 кет, Джаджо, Раф, уопште дали на некому нешто му значат од сегашна перспектива. Меѓутоа, окей, тогаш беше тоа омиленото место на Скопје. Мислам дека во меѓувреме полицентричен ни стана градот. Особено во делот на омилени места за искачање, некако кога зборувам полицентрично, кажем дека аеродромци си имаат своја приказка, Карпушани си имаат своја приказка и не е сега фокусот на едно место. На центарот. Иначе не ќе да знаеш како беше пред Бони и Јани, тоа беа едни од 5 кафичи, 2 од 5 кафичи у Скопје што тогаш постоја. Кај грчка амбасада, тогашен грчки конзулат, па таму беше, ми се чини, не знам, не мислам дека опозицијата може да собере поише луѓе колку во моментов колку што имаше навечер тогаш дечки млади што стоеа пред кафичи. А денеска кои ви се омилени места? Каде најчесто се движите? Кажав на почеток, немам толку време за да може да одберам омилено место. Ако седнам, не знам, на ручек на вечера со фамилија, обично седнам, не знам, Казабланка, пошто е покрај Вардар, тука ми е у принцип окей. У Скопје сакам да се прошетам на кај Матка, сакам да се прошетам на Водно, а ако имам слободно време, реално одам до Мавро, пошто таму ми е некако најмирно моментов. Спортувате? За жал не. А кога последен пат се качивте на Водно? Догоре ретко се качувам сега. Дека тоа нешто сум го правил у животов, па сега да кажам кога последен пат, ретко се качувам догоре. Значи не е тој тип на прошетка. Ама но 3 пати до сега успеав да ја искачам велосипедската патека на Водно што ја направивме. И мислам дека е едно од поубавите работи, зашто и Водно си има еден свој концепт кој што го развиваме во градот. Павелам пандемијава не измести за тие некои работи. Апхилот е готов, таа пионерската, даунхилот ќе го имплементираме, ќе има уште еден апхил малце поекстремен од овој кој што сега го имаме. Мојата идеја е дека ретки се градовите како што е Скопје што имаат такво богатство како што е планина, како што е Водно. А мислам дека за жал до сега Водно не е на вистинскиот начин искористено во смисол да биде ставен во употребна вредност на скопјани. Ме радува што ние на првично што го зацртавме со велосипедската на Водно и тоа како најде на добар одглас кај скопјани. Така што можеме да ја употребиме планината без да ја девастираме природата, а да биде многу поатрактивна со многу повеќе содржини од тие што сега ги има. Некој ми вика, Водно не е туристичка локација, па сега да ја развивате. Викам, луѓе, таму за време викенд имаме 10 до 12.000 луѓе секој викенд. Значи, таа е туристичка локација. Тогаш треба да ја претвориме, да ја дадеме барем содржина која што ќе ги држи луѓето таму. По професија сте адвокат. Да. Која беше вашата прва работа и првиот хонорар што сте го заработили од таа работа? Па немав, јас, освен адвокатска професионална кариера, немав друга. Завршив некаде 94-та. Како тинеџер, нешто не работевте? Не. Други времења беа тогаш, зашто тогаш нашите родители живеа од платите. И тогаш просечната средна класа, да речем, навистина добро живееш. Тешко, ама добро. Така што фактички првиот хонорар или првите пари си ги заработив како адвокатски приправник. И прилично добар хонорар. 150 марки. Понашки кажано, сега збориме за 94-та, тоа беа сериозни пари. Доколку останете во функција на адвокат, ајде сега да предпоставиме и вашата некои од опозиционерите бараат да ги застапувате.
Ќе застанете во функција на адвокат или сепак ќе застанете на страната на политиката и ќе се откажете од застапување? Доброто во адвокатурата е што секогаш можеш да одбереш кого ќе застапуваш. Те одбираат да ги застапуваш, ама можеш и ти да го одбереш, дали ќе го застапуваш. Лично во кариерата адвокатска имам одбиено застапување. Затоа што тоа се косело можеби со моите тоа се косело со моите морални вредности. При тоа не сум одбирал дали е човек политички или национално или верски на било која страна, туку тоа што го има направено. Нема да одбиам било кој, без оглед на неговата политичка припадност, освен ако не се коси со моите морални сваќања. Љубител сте на животните, тоа го докажавте и со отворање на јавното предпријатие Лајка, ги згриживте бездомните куќиња. Делумно, така. Имате дома миленик, неодамна и вашата супруга посвои едно милениче од Лајка. Колку миленици имате дома? Едно или повеќе? Не посвоивме, не го посвоивме, туку го дадовме, всушност го заштитивме едно кученце Рекс кое што многу потсеќа на наш Тоби Бишон. И по димензија, како го шетавме покрај Вардар, ова куче 2-3 дена го среќававме. Личеше дека е напуштено и го згриживме во Лајка и го дадовме на оглас, фактички преку системот на Лајка и е посвоено кај едно прекрасно девојче. Се уште комуницираме со нив. Вие имате миленик така? Да, Бишон. Тоби е петиот член во нашата фамилија и е центарот. Како год да го заврти човек, у таа работа благородни се животинките. Јас инсистирав на токму заради тоа да ги подобриме условите на поранешниот стационар Врдареште и мислам дека тоа успеавме радикално добро да го направиме. Радикално добро. Скопје е меѓу ретките градови во Европа со овој квалитет на стационар. Она што го започнавме е макотрпно, бидејќи почеток. Да го правиме тоа е дека ги пребројавме кучињата скитници 1783, кога го пуштивме Лајка. И сега ќе направиме на година дена скен, повторно, броење да видиме колку сме успеале. Знам дека успеавме до сега преку 200 да посвојат луѓе со тие политики кои што ги креираме. Перцепцијата понекогаш или мислењето кај луѓето е погрешно дека Лајка е условно кажано фарма кај што ние треба да ги чуваме. Не, ние ги заловуваме, ги третираме, ги оздравуваме, правиме за нив обид да ги дадеме на посвојување, ако не ги враќаме на местото кај што ги имаме земено. Постои концепт, постојат размислувања дека можеби би можеле да ги дислоцираме од градските средини, сензитивно е тоа прашање. Зборувам на поголема површина земја кај што истретирани би биле однесени. Мислам дека е сензитивна е таа тема за која што зборуваме и не баш лесно, да речам, би се влегло во таков еден циклус, ама на крајот на денот зошто па да не, ако нам тоа ни гарантира политика која што ќе ги згрижи животните од една страна, ќе ги заштити граѓаните на Скопје од друга страна, вреди да се размисли, иако не најавувам нешто, за да не видам лошо разбран. И последно прашање, оваа функција која што имате во моментов, значи бара и жртви, во однос на да пожртвувате нешто за вашето семејство. Сакам да кажам поддршката дали ја имате од семејството додека сте на оваа функција. Родител сте на 2 дечиња, сопругата ве поддржува во ова што го работите, ве разбираат. Па види, во политиката најголемата жртва е семејството. И дефинитивно, да речам, не би можел човек квалитетно да се бави со политика, ако по друга страна семејството не му е главната поддршка во таа работа. Да, имам сериозна поддршка од сите дома, сериозно разбирање, баш заради интензитетот и времетрењето на ангажманите кои што ги има ова место, градоначалник на Скопје. И да, не мислам дека би бил толку успешен да не беа они такви какви што се, за што сум им благодарен. Ви благодарам за интервјуто.
Македонски медиа сервис. mms.mk